пренесеме на нашите следни генерации. Секогаш македонците што се однародувале од својот народ го напуштале јатото, имале причини и главните нивни причини биле од немаштија, економски побуди, менувајќи ја верата или нацијата, станувале поголеми грци од грците, поголеми бугари од бугарите, па поголеми папи од папата. Меѓутоа, сепак јадрото останало на правата национална линија која задржала и до ден денес благодарение на тоа јадро постоиме како македонски народ. Што се однесува до луѓето кои моментално ја водат кампањата за референдумот, кои се колнеа во своите најмили, во гитарата, во жиците на македонската гитара, откако им ја скршија главата, гитарата, нивната глава, нивните наредбодавци, го изгубија својот идентитет и деновиве слушаме и гледаме како талкаат по својот собствен идентитет. Те се час македонци, па чест православни албанци, па бугари и грци и така натаму. Ова им го препорачувам на тие што го следат, што ја следат ова искината, искршена македонска гитара, каде ги води да ги отворат очите. Што се однесува до нивната главна кампања која водат овие денови, се однесува на благосостојбата која делува, која ќе дојде со мир, спокојство, благодет и не знам марки, долари, евра по улиците што не чекаат по европските улици. Брајки и сестри македонци, Европа нас не сака за газди, не сака за амали во нивните бели дворови. Македонецот е и ке биде, односно, онаа старата добра поговорка, каменот си тежи на местото, нашиот камен не може да тежи во белиот свет, може да тежи само во Македонија. Верувам во победата на нашата заложба за неуспех на овој референдум и конечно да расчистиме со сите на продадени души, што би ги рекле ние, и да се задржиме, да ја обновиме нашата држава, да ја направиме Македонија на македонците. Благодарам.